вистинска историја за исклучителен значаен сегмент од струмичкото и македонското наше образование. Ние овде присутните имаме ретка привилегија да бидеме свидетели на чествувањето на таа историја. Бидејќи одбележуваме 3 значајни годишнини одеднаш. Одбележуваме 80 години од прераната смрт на големиот струмички македонски син Сандо Масев, патронот на ово училиште, 70 години од верификацијата и од почнувањето со работа на училиштето, кое цела една деценија, како што каже и директорката, функционирало во просториите на Струмичката гимназија, и 60 години од изградбата на училишната зграда, во која основното училиште Сандо Масев работи до ден денес. 3 годишнини, 3 јубилеи, како 3 огромни за почит причини, внимание и голема гордост. А во сето тоа се вгнездиле бројни непроценливи придобивки, какви што само можат да донесат образованието, воспитувањето и мноштвото другарства и убави приказни од училишните клуби. Затоа овие јубилеи не им припаѓаат само на сегашните ученици, наставници, членови на менаџерско-стручниот тим или на техничкиот персонал, туку на сите оние кои низ годините и децениите наназад поминале низ основното училиште Сандо Масев. Тука пред се станува збори за многуте генерации ученици, кои токму во ова училиште се стекнале со своето основно образование. Но и за сите поранешни наставници кои оставиле белег со несебично давање на знаење, со што придонели ово училиште да биде вистински поим за квалитетно образование. Така било, така е, а сигурен сум дека така ќе остане и во иднина. Многу наши сограѓани, познати инженери, професори, културни работници, стопанственици, спортисти и многу други, го започнале својот успешен пат, стекнувајќи го своето основно образование токму во Сандо Масев. Убеден сум дека ово училиште и понатаму ќе изнедрува со уште многу квалитетни ученици, кои утре ќе станат успешни луѓе и ќе ја креираат иднината на нашата заедница и општество, а струмица и струмичани ќе знаат како да се гордеат со нив. За самиот крај, ветувам дека јас како градоначалник и општина Струмица секогаш во фокусот на моето внимание ќе биде образованието, ќе биде и Сандо Масев. И како што каже и директорката, подготвуваме и работиме на многу разновидни проекти поврзани со образованието. Но дел од тие проекти имаат и нешто што е поголемо и поважно од сите нас, а тоа е социјалниот, хуманиот аспект. Затоа, почитувани присутни, со гордост најавувам почеток на нова спортска сала во основното училиште Сандо Масев, согласно потребите на учениците, а изворно идејата е излезена од ученик од 4-то одделение. Дополнително, по завршување на спортската сала се наметнува дилемата што со сегашната стара сала. За прв пат во Македонија основно училиште, односно некоја општина, ќе добие специјализирана спортска сала, која што ќе биде намената за ученици со посебни потреби. Со тоа, Струмица ја ставаме на пиедестал во делот на социјалната заштита и во делот на инклузијата во нашата држава. Ви благодарам.